Градската библиотека ја продолжува кампањата за читање на современи македонски автори. Да го погледнеме прилогот. Романот Суво мастило на Владимир Илиевски го означи почетокот на вториот циклус од кампањата Читаме современи македонски автори, кампања која ја организира библиотеката Браќа Миладиновци. И во 2024 почнувате со кампањата во која ги преферирате и ги афирмирате македонските писатели. Така е, да, по оној логичен одмор, да речеме, или пауза во јануарските празнични месеци, всушност кампањата Читаме современи македонски автори продолжува и во 2024 година. Ние всушност циклусите ги делиме на две фази. 4 месеци, значи од септември до декември и потоа од февруари до мај. Токму така како што кажавте, преферираме или поддржуваме и промовираме македонски автори, и тоа современи македонски автори. Не зборуваме за лектерни изданија или писатели чии имиња задолжително треба да ги знаеме, туку зборуваме за наши современици, наши сограѓани, колеги, луѓе кои ги разминуваме можеби на улица, а еве да претпоставиме дека можеби и не сме знаеле што последно напишале или колку добро пишуваат. Поддршката за нив е поддршка за македонското издаваштво, за македонската култура, но и за македонскиот јазик. И бидејќи почнува да тече втората година од кампањата, нема да ве прашам зошто, туку ќе ве прашам какви заклучоци донесовте од првата година? Така. Знаете како овие кампањи не можат ефемерно точно да се измерат, не ефемерно, туку точно да се измерат во бројки, но јас на синокешниот разговор кажав дека можеби е нескромно, но сме задоволни. Сме задоволни затоа што тргнавме од една идеја дека ова е борба на долги патеки, дека треба време да се покрене мислата, дека навистина имаме одлична литература, имаме одлични автори, а можеби низ годините се создаде еден вакуум меѓу читателската публика, кога некогаш намерно, некогаш ненамерно им се наметнува странски автори, бестселери, хитовски книги, понекогаш и со сомнителни содржини, така што можеме да кажеме дека сме навистина задоволни, затоа што во пултовите, во сите библиотеки во град Скопје, кои што се под градската библиотека Браќа Миладиновци, почнуваат да се бараат македонските автори, и не само авторите кои што биле дел од кампањата, некогаш се бара и следна книга од нив, нешто друго од нив, туку воопшто да се прашува што имате од македонски автори. И тоа е секако успех. Во септември 2022 кампањата Читаме современи македонски автори почна со Сфингата на гневот на Жарко Којунџиски и продолжи со Билјана Црвенковска, Ана Стојановска, Игор Станојовски, Александар Русјаков, Елизабета Баковска и Сашо Димовски, Јулијана Величковска, Игор Ангелков, Сонја Михајловиќ Костадиновска, Николина Андова Шопова, Андреј Ал-Асади и Васко Марковски. Секој од нив представен со најрепрезентативното дело од своето творештво. Секој месец предлагаме книга на месецот, потоа на почетокот од месецот имаме разговор со авторот, и тоа е она директна средба со авторите за да може читателската публика да ги запознае, бидејќи тоа не се промоции класични, туку разговор за тоа како е напишана книгата, колку време е потребно, истражување и така натаму, за на крајот од месецот да го заокружиме месецот со авторот кому му го посветуваме, со еден клуб на читатели, каде што доаѓаат исклучиво читателите и ги кажуваат своите доживувања од прочитаната книга. Има ли македонското издаваштво продукција за ова да биде, да кажеме, проект кој што ќе обстои повеќе години? Апсолутно. Јас и како книжевник и како човек кој долги години го следи издаваштвото и како човек од библиотеката можам да тврдам дека македонската книжевна продукција е навистина богата, дека во квантитетот имаме и многу квалитет и можеби она што системски ни недостасува е токму промоцијата, токму наметнувањето, препораката, директните средби со авторите. И затоа сметаме дека градската библиотека тука има една важна функција како градско културно јадро, како стожер и на естетската мисла, да ги доближи токму тие автори, токму тие книги до читателите, ако ние не ги читаме македонските автори, кои пишуваат на, ајде да кажеме, мал јазик, кој ќе ги чита? Ние во онаа стратегија што претходно ја споменав, немаме изградено систем на промоција на македонските автори надвор.
Инцидентни се во прашање кога станува збор за промоцијата и нивното представување за меѓународна кариера и така натаму, па многу често квалитетни автори остануваат, условно кажано, осудени да бидат само на македонски јазик и замислете тие да не бидат прочитани од македонските читатели. Жанровската разноликост годинава ќе биде новина во кампањата Читаме современи македонски автори.